Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Царицата Естира била многу храбра. Без покана отишла кај персискиот цар. Со тоа си го ризикувала животот. Но го направила тоа затоа што сакала да ги спаси своите луѓе, евреите. Царот Ахасвер седел на тронот. Ја видел Естира како доаѓа и го подал златниот жезол кон неа, што значело дека е добре дојдена. Царице Естира, зашто дојде? Која е твојата желба? Царе мој, те молам дојдете денеска со Аман да вечерате со мене. Слуга, брзо викни го Аман. Царицата не покани на вечера. Естира подготвила вкусно јадење за нив. Царице Естира, дали посакуваш уште нешто? Би ти дал до половина од моето царство. Те молам, дојди утре повторно да вечераме и донеси го Аман. Тогаш ќе ти ја кажам мојата желба. Злобниот Аман отишол дома одлично расположен и се пофалил. Јас сум највисокиот функционер. Единствено јас бев поканет од царицата да вечерам со царот. Утре сум поканет повторно. Но едно нешто се уште ме прави многу гневен. Мардохеј не ми се поклонува. Зар ќе останеш на тоа? Обеси го тој евреин. Естира не знаела дека Аман подготвил бесилка за незиниот очув. Била висока околу 20 метри. Но Бог видел. Тој владее. И тоа е причината зошто на царот Ахасвер му дал бессона ноќ. Слуга, не можам да спијам. Донеси ми го дневникот. Прочитај гласно што се случи неодамна. Во дневникот се раскажувало за тоа како Мардохеј спречил обид за атентат врз царот. Каква награда доби Мардохеј за ова? Никаква. Следниот ден Аман дошол во палатата. Сакал да добие дозвола од царот да го обеси Мардохеј. Аман, што да му дадам на човекот на кого царот сака да му се заблагодари? Аман бил сигурен дека царот сака да го награди него. Треба да ја облече на метката и да ја стави круната на царот, да биде качен на еден од коњите на царот и да биде воден по улиците на градот. Слугата на царот треба да оди покрај него и да вика: ова е човекот на кого царот сака да му оддаде чест. Аман, направи го тоа за Мардохеј. Аман пребледел. Во следната драма ќе слушнеш како продолжува оваа библиска случка. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!